Здраво на сите, добре дојдовте, драги пријатели, во денешната епизода и емисија. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на многу интересна тема, односно начини и совети како да јадете помалку благо и помалку шекери. Јас знам дека на некој од вас ова ќе ви звучи неверојатно и невозможно, затоа што реално е многу тешко да се откажете од нешто што е многу вкусно, што е многу сладко и што можеби се ткаело како навика со години и можеби е дел од нашето секојдневие. Сега, кога зборуваме за благо и за шекери, во принцип зборуваме повеќе за шекери, бидејќи шекерот е микронутриентот и субстанцата која што всушност е причинителот за тоа задоволство, но можеби во различни варијанти. На што всушност мислам? Шекерот како шекер, не знам колку сте свесни, но статистички гледано, секој од нас, тоест просечен човек, внесува 22 кафени лажички на шекер секојдневно, или во превод тоа би значило 350 калории од шекер. Во превод тоа би значило дека секој просечен човек внесува 1,5 да не биде со запирки, 1,5 килограм е тоа некаде шекер неделно, или 70 килограми шекер годишно, што е всушност некаде околу 20% од вкупниот калориски внес кој што ние го имаме. Тоа не значи дека шекерот е проблем и тоа не значи дека шекерот не треба да се јаде, затоа што шекерот е еден тип на основно гориво за мозокот. Мозокот се храни со гликоза и најдобриот начин да функционира е нормално тој. Но она што можеби не сме свесни, не го знаеме, се изворите на шекери и можеби да не знаеме да ги препознаеме скриените шекери, затоа што реално за денеска да ги препознаеме сите нутриенти и тие бројки и не знам додатоци во исхрана и хемии кои што се додаваат во обработената храна, која што е најголем причинител за внесување на толку многу шекер, практично и не секој од нас ги знае и знае да ги чита тие работи. Но како и да е, начините на кои што може да си помогнете да јадете помалку шекер не е да воопшто не јадете, не знам, овоше, не е да воопшто не внесувате млечни производи кои што имаат природно во својот состав шекер. И во принцип природните шекери не се никогаш проблем. И ова го имам, мислам, зборувано во некои од претходните епизоди и теми. Она што е проблем се обработените шекери и процесираната храна, затоа што со себе носи шекер и ништо повеќе. Тоа се празни калории кои што не носат витамини, кои што не носат минерали, кои што не носат растителни влакна, за разлика од овие кои што се фруктозните, кои што ги има во овошето, и лактозата која што има во млечните продукти. Сега, од друга страна, не знам колку од вас се свесни дека и во многу солени продукти има всушност и шекер, и тоа се оние заскриени шекери кои што ни се пропикуваат во текот на денот и кои што не ги препознаваме. Не знам колку знаете, но да речеме кетчап, кој што можеби некој од вас често го користи, има 80% шекер. Не знам дали сте свесни дека во супите, оние кои што се пакувани, има огромен процент на шекер. Не знам дали сте свесни дека во шумливите таблети, во цедевити и така натаму кои што ги користите затоа што се здрави, има 90% шекер. Значи тоа се огромни количини на шекер. Не знам колку сте свесни дека ако можеби смените од бел шекер па сега додавате кафеав шекер во вашето кафе, всушност не сте направиле никаква разлика. Тие се две потполно исти нешта, но од различен извор добиени, повторно рафинирани. Не знам колку од вас конзумираат можеби пијалоци кои што во својот состав и етикета пишува дека се 100% јаболко и 100% природно, но тоа 100% природно и 100% јаболко најверојатно има плюс 100% додадено на шекер во својата обработка, и тоа всушност придонесува за премногу внесување на шекери кои што некогаш не ги препознаваме и се зацкриени. Затоа, за да не станувате фрик можеби во читање на етикети, затоа што не секој од нас може тоа да го прави, не секој од нас има време и сака и нерви на крај крајава да се оптеретува со сето тоа, јас би ве советувал да почнете повторно и како што напоменав пред неколку епизоди, да водите дневник, бидејќи дневникот е најголемата, како да кажам, најголемиот момент кој што ќе ви донесе свесност што всушност вие и правите. Друг совет кој што би ви помогнал: избегнувајте ги течните шекери, избегнувајте што повеќе процесираната храна, значи барем некои работи кои што
со себе не носат квалитетен шекер. Не знам, избегнувајте можеби кои други многу често знаат да се скријат и шекери во корнфлекс, кој што многу од нас можеби го јадат како здрава храна и здрав почеток на денот, но корнфлексот е добиено од пшенично брашно кој што всушност има многу додадено шекер и воопшто не е здрав ако мене ме прашувате. Значи тоа се многу работи, дилеми и митови кои што во глава можеби ги имаме, а всушност воопшто немаат врска со никакво здраво. За се може би да ви помогнам и да ви откријам во оваа тема, сигурно дека не би можел, но доколку може би некој од вас се соочил со конкретен пример или има конкретно прашање поврзано со оваа тема како да се избегнат повеќе шекер или не е сигурен дали одреден продукт или не знам, одредена серија на продукти се здрави, односно дали имаат заскриени шекери, слободно користете го хаштагот и слободно комуницирајте ми и во инбокс и ќе се потрудам да одговорам на тие ваши дилеми и прашања. За денеска тука завршувам со оваа тема. Ви благодарам за вниманието и ве посакувам здрави животни навики и убав ден. Пријатно!